кога ги најавувате како собири од висок ризик, дури и големото присуство на полицијата, кој е стратешки распоредена, кој што ве убедува дека е тука да ве заштити, дека ништо не може да ви се случи, не секогаш е делотворно, односно дека зависи веројатно од некои повисоки игри, во кои што за жал не само што нема место, туку сме апсолутно небитни како индивидуалци или како луѓе. Веднаш после тоа ние имавме првата недела на гордоста, која што по најавувањето веднаш доживеа своја контра, нели, манифестација, која што тогаш се нарекуваше контра геј парада, и се појави на Фејсбук една група која што повикуваше на контрапротест на наводната геј парада. Овој контрапротест беше најавен со радикална форма на говор на омраза, сосема јасно повикување на насилство и визуализација или слики кои што потекнуваат од сетот на слики на нацизмот. Уште еднаш отидовме во полиција да ги алармираме, иако на тоа место ние не планиравме јавен собир, туку да укажеме на опасноста од овој тип на јавни собери, при тоа не барајќи да истите се забранат, туку да присуството на полицијата биде побројно за да се заштитат оние граѓани кои што можеби ќе бидат случајни минувачи на тој простор. Тој ден јас отидов, тие се собираа пред соборниот храм. Навистина беше многу топло, беше најавено околу 2 часот, немаше многу луѓе, десетина, отприлика, ако се сеќавам добро, млади машки лица. Стоеше едно комбе со 2-3 полицајци, кои што отидоа и ги праша контрапротестантите, уште колку ќе седите. И тие им рекоа, не бе, нема да има протест, одете си дома. И полицијата си отиде дома. Ефектот од тоа беше 3 малолетни лица претепани на плоштадот Македонија. Може би дел од вас не знаат за овој случај, а тоа е затоа што ни еден од мејнстрим медиумите македонски, оние кои што својата програма ја следат на македонски јазик, не известуваа за овој настан, освен пар портали и Алса Тем телевизијата, затоа што 3 претепани деца, малолетници, беа македонски муслимани. Во недостиг на радар за детектирање на хомосексуалци, овие луѓе решија да претепаат некој друг. И веројатно мислејќи дека се тоа албанци, ги нападна и ги претепаа, завршувајќи, овие деца завршија во болница. Но и тоа не беше доволно. Самиот отварање на неделата на гордоста помина повторно во знакот на насилството. 40 луѓе бевме на 3-тиот кат од еден многу мал простор, кој што е комплетно затворен без никаква можност за евакуација, додека доле 40 хулигани го рушеа просторот, обидувајќи се да го запалат. Полицијата, исто толку бројна како и овие лица, беше на 1 метар од нив и го имаше обколено просторот, за во моментот кога тие дојдоа таа да замине. Сигурносните снимки покажуваат дека полицијата беше навремено известена од еден од учесниците во кршењето и тие се повлекоа за да им направат простор. Еден единствен полицаец беше тој кој што излезе од внатре да проба да не заштити, тој беше нападнат и повреден со камења и на истиот тој човек секогаш кога зборувам јавно и овој пат му изразувам длабока благодарност. Тој е единствениот полицаец кој што некогаш застанал во одбрана на една група која што веројатно во оваа средина не се смета ни за луѓе. Случај од пред неколку дена каде што 2 млади машки лица седејќи на една клупа, при тоа буквално не правејќи ништо, бидувајќи тивки без да го нарушат јавниот ред и мир, беа гаѓани со стаклени тегли од некој од станарите од зградата, со извици педери, педери. И јас тука ќе завршам со констатација дека не е само правото на јавен собир.
правото на користење на јавниот простор ние го изгубивме. Односно некој од нас го изгубија.